Не поминавме лошо минатата недела. Уствари јас не поминав лошо. Види табела. Краци полицајци, ја? Но уште не е готово. Ќе биде интересно и сега. Што не се исподешава деновиве? Ама ајде со ред. Сите што не следат, а немаат притиснато subscribe, ајде еден subscribe. Бесплатно е. Дечки, имаме фудбалски богат викенд пред нас. Имав 9 надпревари на список. 9. Ама 3-4 се доволни, да не ја претеруваме. Рома Интер, и сега сите ќе кажат овој пак за Интер ќе збори нешто она, ама интереса надпревара. После Бајер Леверкузен, Бајер Михен, Реал Мадрид, Джирона, мора за Джирона нешто да се каже. И дилемата е последниот меч. Вестхем Арсенал, Астон Вила Манчестер Юнайтед, Милан Наполи и две финалиња на шампионатите во Африка и во Азија. И Манчестер највеќе ме влече некако. Него, пред да почнеме, морам да кажам. Не знам дали ги следите шампионатите во Африка и во Азија, топ се. На крај, финале во Азија, Јордан, Катар. Јордан, човече. Нит Јапонија, нит Кореја, нит Саудиска Арабија, Иран, Австралија, кои беа други таму. Јордан. Браво. А Африка, брегна слонова коска, Нигерија. Значи, пази, брегна слонова коска има една победа и два порази, тоа тешки порази во групната фаза. Некако успеа на среќа да се пласира понатаму. Јарно, ама го отпуштија селектора. Среќ шампионат онака. И на крај, после 10 дена, финале. Следете ги надпревари, ќе биде интересно. Ајде одиме. Прв надпревар. Германија. Бајер Леверкузен, Бајер Михен. Битка за титула во Бундеслигата. Уште пред да почне сезонова кажав дека Бајер Леверкузен ќе се бори за титула. И ете ја сега табелата пред дербито. Бајер Леверкузен прв, Бајер Михен втор. Со 2 бода предност за тимот на Чаби Алонсо. А Алонсо прави чуда со екипата. Не знам што како ќе биде, ама шпекулациите дека Алонсо ќе го наследи клуб во Ливерпул се и тоа како реални. Ама има време за тоа. Пред тоа, битка за титула. Сезонова Леверкузен нема ниту еден пораз. Нигде. Во Европа, во Купот, во Бундеслига, нигде. Имаат само 4 ремија, другото све се победи. И едно од тие ремија е против Бајер Михен на почетокот на сезоната 2-2. Сега Леверкузен игра дома и шансите се негде 50-50. И може да заврши нерешено овој надпревар. Иако сакам Леверкузен да тепа и да освои титулата. Италија. Рома Интер. Како замина Мориньо, така Рома почна да тепа. На тренерското место дојде Де Роси, поранишниот капитен на Волчицата, и Рома врса 3 победи поред. И шансите за пласма во Лига на шампиони се повторно реални. Но сега ќе биде вистинскиот тест за Де Роси. Интер тепаше минатото коло со Јуве и им кидна 4 бода на табелата. И башки имаат надпревар помалку. Што значи тоа? Тоа значи дека ако не освои Интер титулата, треба сите да се фрлат у Вардар. У Вардар бе, брат. Добро, нема везе, шала на страна. Тешко ќе биде, особено откако се испостави дека Мајк Тајсон усвари највач на Јувентус. Ќе биде интересен надпревар, ќе биде неизвестно, ама мислам дека сепак Интер ќе тепа на крајот. Одиме во Шпанија. Прашањето е дали Джирона може да биде новиот Лестер, односно шпанскиот Лестер. На некој начин да. Ама нема да освоја титулата во Ла Лига. Типсите се луди, види табела. Реал Мадрид прв, Джирона втора. Разлика 2 бода. А долго време Джирона беше лидер. Играа страшно добар фудбал. Офанзивно, на последна топка, создаваат шанси ја го имаат и Довбук. Најдобриот стрелец во Ла Лига сезонава со 14 голови и 5 асистенции. Сега, проблем пред овој надпревар, односно пред оваа битка за титула е тоа што Довбук нема да игра против Реал Мадрид. Повреден. И е таа шансата за Реал. Мислам, Реал ќе тепа. Англија, нема ништо посебно, ама овде ќе биде интересно. Астон Вила, Манчестер Юнайтед. Чист кец. Мала шала. Ама ако нема шала за Манчестер Юнайтед, тогаш за кого? И за Челси е тука негде окей. Него Манчестер влезе у форма некако, или барем така изгледа. Реми и 2 победи поред во Премиер Лигата. Сега, потенцијален проблем е враќањето на Мегвајер од повреда. Ама и со неговот тимот тепа минатото коло. А Астон Вила од друга страна падна во формата. Добро, тепа со Шефилд минатото коло, ами испадна од Челси во купот пред неколку дена. Иако секако се пред Юнайтед на табелата, тој бегаат 8 бодови. Мислам дека Астон Вила е поблиску до победа, иако кога е во прашање Манчестер Юнайтед, тогаш никогаш не се знае ништо. И доста е за викендов. Дечки, следете на YouTube, на Facebook и на Instagram, лајкови, subscribe, едно друго и се така соред. И чекајте го следното видео. Чао!